Добар ден и добре дојдовте на промоцијата на зборникот Конески на 11 јазици. Со денешниот настан му оддаваме почит и се приклучуваме кон низата свечености, промоции, сеќавања по повод 100 години од раѓањето на Блаже Конески, 1921 година Небрегово, 1993 година Скопје. Академик, лингвист, професор, поет, прозаист и преведувач. Ви благодарам што издвоивте време да бидете денес заедно со нас, за да го промовираме овој зборник преводи и препеви на дел од творештвото на Конески. Чест ми е да ги поздравам Министерката за култура на Република Северна Македонија, госпоѓа Ирена Стефовска, ректорот на Универзитетот Свети Кирил и Методи, професор доктор Никола Јанкуловски, директорката на Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура при Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје, професор доктор Весна Мојсова Чепишевска, академик Ала Шешкен од Московскиот државен универзитет Ломоносов, професор доктор Намита Субиото од Универзитетот во Љубљана, лекторката Роза Тасевска, која ќе ни обогати денешната промоција. Ве поздравувам и сите вас, присутни колешки и колеги, кои се вложивте во преводот на творбите на Конески на своите јазици. На почетокот од овој свечен настан ќе не поздрави госпоѓа Ирена Стефовска, министерка за култура на Република Северна Македонија, која во координација со Министерството за образование и наука на Република Северна Македонија, а под покровителство на председателот на Република Северна Македонија господин Стево Пендаровски, помогнаа да се реализира оваа промоција, за што срдечно им благодариме. Повелете, министерке. Благодарам. Многу ви благодарам на сите што мене ми припадна честа прва да се обратам пред ваков аудиториум. Ќе си дозволам да кажам дека и јас сум, бидејќи сум професорка, почитувани професори, почитувани академици присутни, почитувани сите, се разбира. Со искрена радост и со голема радост се вклучив на оваа промоција, зборникот на Конески на 11 јазици, каде што под еден покрив, како што велеше и самиот Конески, неговите стихови одзвонуваат на повеќе јазици. Исто така, сакам само да подсетам, без да го одземам вашето време и внимание, дека уште на почетокот на минатата година Министерството за култура како иницијатор и во соработка со Министерството за образование и наука ја започнавме работата, така да кажам, на создавање на национална платформа за одбележување на 100 годишнината од раѓањето на големиот Конески, што подоцна се разви и во програма под покровителство на председателот на државата Стево Пендаровски. Слушнавте, знаеме сите, но и за тоа искрено многу и лично се радувам како Ирена, што успеавме датумот на раѓање на големиот ни Блаже Конески и воопшто, значи 100 години од раѓањето на Блаже Конески да бидат впишани во календарот на значени јубилеи на листата на УНЕСКО. Во оваа прилика изразувам задоволство и благодарност до сите институции, до сите културни работници, до сите научни работници, кои здружени сите заедно и до агенцијата, да не заборавам за млади и спорт, до сите младинци, бидејќи сите здружени како едно семејство, ја одбележавме 100 годишнината од раѓањето на Конески, како во земјата, така и надвор од неа. Неговата еманципаторска улога и космополитски дух ја поврзаа нашата македонска култура со светот. Впрочем, за тоа сведочи и вашиот зборник, кој денеска го промовираме. Значи, во низото случувања кои што се одвиваа во текот на целата година, како во земја
во странство, особено во седиштето на УНЕСКО, каде што се обративме и председателот на државата и јас како министерка за култура, каде што имаше и читање на поезија на светскиот ден на поезијата. Нашата амбасада во Париз и со нашата, се разбира, Министерството за култура, тука успеавме да обезбедиме тој ден да и припадне на Република Северна Македонија. Затоа исто така и лично многу се радувам што светот имаше прилика во срцето на УНЕСКО да ја слушне поезијата на Конески. И на крај би сакала вам на семинарот за македонски јазик да ви упетам посебни честитки, не само за во оваа година на одбележување на раѓањето на Коневски, туку воопшто за вашата работа, долгогодишна децениска работа за негување и грижа за македонскиот јазик. Вашиот зборник, создаден со многу љубов и посветеност, зборува, не сакам да се повторувам, но сакам да го кажам, зборува и за значењето на семинарот како место на нераскинливи пријателства. Од вашата работа, потопена во македонските мируди, храна, обичаи, музика, книжевност и така натаму, останува непроценливиот научен придонес и вечните, така да кажам, да се изразам, а да не звучам патетично, врски помеѓу различните култури. Оваа страст и за оваа страст и за односно за разгорувањето на оваа страст сме му благодарни уште еднаш на нашиот Блаже Коневски за неговите визионерски идеи со формирањето на семинарот за македонски јазик. Ви благодарам многу за вашето внимание и убава и пријатна промоција. Благодарам директорке на семинарот за поканата да се обратам. Ви благодарам на сите. Ви благодариме за вашето обраќање и за вашата поддршка, секако. Пригодна реч за зборникот Коневски на 11 јазици ќе одржи директорката на меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура при УКИМ, професор доктор Весна Мојсова-Четишевска, која заедно со семинаристите работеа на преводите на творештвото на Коневски и на првата зимска школа, која се одржа на почетокот на оваа година, но и на 54-та летна школа по македонски јазик, литература и култура, која се одржа во месец август во Охрид. Повелете, директорке. Ви благодарам. Јас на вистина се чувствувам многу среќна, истовремено и растреперена, возбудена, бидејќи еве, измина годината, некако на почетокот кога сето ова го замислувавме, го планиравме, работевме на организацијата, мислевме дали ќе можеме сето тоа да го направиме, ама факт е дека Коневски и делото на Коневски беше вградено 365 дена во работата на меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура при Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје. Така што Коневски и делото на Коневски беше вградено и во работата на таа прва зимска школа и на 54-та летна школа. А групата за напреднато ниво на познавање на македонскиот јазик со посебен интерес кон преведувањето и кон македонската литература и култура, кон преведувањето на литературата од македонски јазик на други јазици, како еден креативен чист, беше составена од професори, од преведувачи, од докторанти, магистранти по македонистика, но и од студенти по македонски јазик и македонска литература, кои заедно со своите лектори се најголемите виновници за ова второ дополнето издание на зборникот Коневски на 11 јазици. Во оваа пригода сакам да го поземам насловот, наслов на една од статиите која што е поместена во книгата за македонските работи на Крсте Петков Мисирков. А таа статија сакам да стане наша девиза, а гласи што направивме и што треба да направиме за однапред. И навистина што направивме? На меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура
гледам како на еден вистински продолжувач на она што го започна и Ѓорѓе Апулевски и Крсте Петков Мисирков. Бидејќи се тие двајцата кои што ја истакна посебноста на македонскиот јазик. И ова сум го кажала и во некоја друга пригода. Значи, од нив започна сериозно да се испишува таа приказна, потоа да се кажува, да се прераскажува, но на таа приказна се надоврза она на Блаже Конески и она за Блаже Конески. А Конески знаеме дека е неприкосновен во она што го направи и на полето на науката на јазикот, и на полето на науката на книжевноста, во самата книжевност преку оној свој автентичен, поетски, творечки глас како дел од современата македонска, но и европска и светска поезија. Но знаеме колку направи Конески на полето на преводот, на препевот. И затоа можеме да кажеме слободно дека Конески се и овие 18 семинаристи кои везеа, еве да го потребам изразот на Конески, кои везеа над своите преводи, а тоа беа преводи на текстовите на Конески, значи преводи врз текстовите на Конески, и на тој начин Конески се вдоми и во нивните литератури, и во нивните култури. Така што во оваа моја пригодна реч искажувам огромно задоволство што прифатија со својата промотивна реч на зборникот да му дадат посебна боја и на настанот, но да му дадат посебна боја и на самиот зборник. И тоа пред се тука мислам на академик Ала Шешкен и на професор доктор Намита Субиото. Но самиот Конески има изградено една јасна поставка за преведувањето како слободен творечки чин во кој неопходно се наметнува една мерка на изневерување, но во творечка смисла. Знаат тие што работат макотрпно на самиот чин на преведувањето што значи тоа изневерување, но во творечка смисла. Така што групата која се обидуваше низ еден слободен творечки чин да го преведе Конески, која беше составена токму од тие 18 вистински влюбеници и познавачи на македонската литература, денеска ги доживувам како 18 разнобојни цвета во букетот за Конески, а тој букет го сочинуваат Ала Шешкен, Намита Субиото, Сонја Должан, Бисерка Бобнар, Маја Ковач, Сашо Пулјаревич, Елена Атанасиу, Зофија Дембовска, Хана Врбанич, Живкица Станковски-Недановска, Самет Јеркој, Валентина Седевчева, Марија Думба, Марија Громова, Полина Гаврилова, Даниела Костадинович, Кристина Дувкова. На сите овие имиња го додаваме и она на Ѓорđe Генович, докторант на Белградскиот универзитет, кој заедно со академик Ала Шешкен и студентите Маја Ковач и Сашо Пулјаревич ги направија првите преводи на дел. Тоа се оние први 30-40 странички каде Конески зборува за своето детство, многу емотивно, многу топло, за своите родители, особено за својата баба, за својата стрина, нели, која што ја го изчувала. Значи, работеа на тие 30-40 страници од култната книга Разговори со Конески. И тие преводи беа сработени на лекторските часови на 54-та летна школа, која, како што кажавме, веќе се одржа од 15 август до 2 септември во ова блажева 2021 година. И навистина, што направивме и што треба да направиме за однапред? Направивме ли доволно во ова негова 2021? Тоа времето ќе покаже. Но Конески не обврзува да правиме и понатаму. И после ова негова 2021. Токму во тој правец се и подготовките за втората зимска школа, што ја планираме да се случи од 24 до 29 јануари 2022. Ама пред тоа, да уживаме со сите сетила, слушајки го, а потоа и читајки го, и тоа критички, Конески на 11 јазици. И ви благодарам на сите. Ви благодариме за вашето обраќање. Зборникот Конески на 11 јазици е второ издание на зборникот во кој се вклучени препеви на песни и преводи на прозни текстови од Конески, но и преводи на дел од култната книга
разговори со Конески. Во овој зборник се објавени и текстови со сеќавања за Конески од неколку странски македонисти, од кои можеме многу да дознаеме, особено ние што сме немале можност да го познаваме врвниот, а едноставен, импозантниот, а скромен Конески. Денеска зборникот ќе го промовираат академик Ала Шешкен од Руската Федерација и професор доктор Намита Субиото од Љубљанскиот универзитет. Па повелете, академик Ала Шешкен, вие имате збор. Дали се слушаме убаво? Да. Добро ви благодарам. Почитувана госпоđа министар за култура Ирена Стејковска, почитувани господин ректоре на УКИМ Никола Јанкуловски, почитувана директорка на семинарот Македонски јазик, литература и култура, доктор Весна Мојсева Чепишевска, почитувани долгогодишни директор на семинарот Максим Карамфиловски, почитувана директорка на ЕИНЕС, сега гледам. Добро. Се извинувам, малце ми се прекина врска. Почитувани и драги присутни, колешки и колеги. За мен е вистинска чест и задоволство да го промовирам зборникот преводи и препеви на Блаже Конески на 11 јазици. Еднаш во разговорите со Цана Андреевски, Блаже Конески рече за семинарот за македонски јазик, литература и култура дека времето покаже дека има смисла и таа форма, бидејќи тие семинари дадо своји резултати. Мислим дека еден од резултатите што го даде семинарот е токму таа книга, токму тоа издание Блаже Конески во преводите на 11 јазици. Прво сакам да кажем дека самата идеја, таа иницијатива да се издаде, да пробаме да се проба да се издаде, да се објави преводите на Блаже Конески од учесници на семинарот, беше многу интересна и корисна. И туку сакам да се благодарам на Роза Тасовска, која беше еден од иницијаторите, и на Весна Мојсева Чепишевска, како исто така еден од иницијатори и организатори на тој чин, самиот чин. Бидејќи ето сега кога веќе можеме да зборуваме како за еден резултат, може да се види дека и во таа книга учествуваше и искусни преведувачи. Оние веќе реномирани, како и тоа што гледам многу убава, сега тако Сонја Должен, многу убава, Сонја изгледаш на снимката, и колешка Намита Субиото од Словенија и други веќе реномирани преведувачи. А исто може би и нема помалку значено, а може би и повеќе, кога гледаме во иднина малце, дека се јавуваат и новите имиња, како што и можем да кажем дека ова наша Марија Гробова од Русија и Полина Гаврилова исто од Московскиот универзитет Ломоносов, тие се представени со своите први, така да кажем, опити на преведувачки од македонскиот јазик. И може би и тие опити, како и од други колеги, од Грција, и од Бугарија, и од Србија, ето го гледам Ѓорѓе Геновиќ, и сега препрочитав преводот и видам дека е многу убав, веќе редактиран тако убаво, да кажем, фино делува. Може би, ето и верува, дека зборникот на преводите ќе им послужи како поттик на понатамошна работа. Инаку, овако, мислим, многу на едно место, кога се собра сите тие преводите и на поезијата, и на разговорите со Конески, и на печатоци, на спомени за Конески, средби со Блаже Конески, во сеќавање на странските македонисти, како што се Зузана
Олинска, Иван Доровски, а Иван Доровски го знаем веќе, за жал го нема повеќе, Виктор Фридман, Хорст Ланд и Горан Калогер. Мислим дека би тоа исто тако треба да послужи како потик да се објавуваат и понатаму тие спомени на луѓе кои се имале среќа тоа лично познанство со Блаже Конески. Дека малце кога гледам тако да кажем во перспектива, замислите ето да се слават 200 години од раѓањето на Блаже Конески, а верувам дека ќе биде и таа прослава, колку ќе биде важно секое свидетелство, секој впечаток од тие лични средби и разговори со Блаже Конески. Тако да јас сметам дека ова книга е многу убаво издање, јас како еден од учесниците, толку провокативно беше да јас преведувам една песма, општо не сум по поезија и по преведена поезија, али Роза кога сака може. Тако да мораш после нешто тако да направиш. Ето, знаете како, јас мислим дека таа книга треба да служи како поттик и за понатамошна работа, и тука се придружувам код она идеја што направиме, што треба да направиме. И за Блаже Конески, и за македонистиката, треба да направиме през сите тоа да се обезбеди, да се обезбедат и другите генерации македонисти. И да имамо можност и тие да имат можност за едно објавување на своите преводи. Ето Славица, јас се гледат сега со големо задоволство. И затоа што тоа е најважно. Тоа е најважно. Тоа е веќе многу важно за една млада особа која тек прави своите први чекори во настока на македонистиката, да види нешто објавено. Дека тоа е важно, дека тоа нешто значи. И тако да јас мислим дека тоа овако најважно и најскапоцено што може да биде. А инако имам предлог. Овако, пошто на универзитетите има обичај, има традиција за еден еминентен професор, и кога веќе замина од редовна настава, има едно звање професор емеритус. Тако јас дадам предлог да се воведе звање лектор емеритус. И за наша драга Роза Тасовска. Добро, многу ви благодарам на честа и многу се радувам што ве гледам тука тако убави и расположени. И уште едно да дадам. Токму на 19 декември, тука во Москва, на катедра за славистиката, група по македонскиот јазик направи еден настав, одржи еден настав, му посветен на Блаже Конески. Тако со рецитирање на песни, со проби на преводите, токму на 19 во недела. На студенти општо им не беше, тако да кажем, мака, да се посветат на нешто, на некој оно што се вика обврска, а се гледа дека беше и задоволство поврзано со Блаже Конески. Добро, тоа како информација. Фала ви многу. Ви благодариме за поздравната и за промотивната реч. А промотивната реч за зборникот ќе ни ја разубави поздравната реч на ректорот на Универзитетот Свети Кирил и Методи, професор доктор Никола Јанкуловски. Ви благодариме што не поддржувате во реализацијата на овој настан, но и на сите досегашни настани. Се надеваме дека така ќе биде и во иднина, и повелете. Благодарам. Почитувана госпоѓа Ирена Стефовска, министер за култура на Република Северна Македонија, почитувана професор доктор Весна Мојсова Чепишевска, директор на Македонскиот семинар
Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура при УКИМ, почитувана академик Ала Шешкен, почитувана професор доктор Намита Субиото, почитувани професори, колеги и гости, учесници на првата зимска школа и на 54-та летна школа. Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура како значајна алка на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје и како една од релевантните институции што беа и се дел, уште неколку дена, од националната платформа за нашата држава во одбележувањето на 100 годишнината од раѓањето на Блаже Конески, во оваа 2021 година организираше и реализираше голем број настани во чест на тоа одбележување. Така, токму меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура при УКИМ го отвори чествувањето таму кон крајот на јануари со организирањето на првата зимска школа, што одлично се вклопи во целокупната национална платформа. Универзитетот Свети Кирил и Методи преку тој настан во јануари, но потоа и преку сите останати, како и преку ова промовирање, но и она во јуни, на зборникот Конески на 11 јазици, ја допишува својата историја, но и скоро химнично го одјавува тоа чествување еве кон крајот на декември. Во блажевата голема за сите нас 2021 година. На првата зимска школа, што се одржа во периодот од 25 јануари до 5 февруари, учествува 47 стипендисти, односно семинаристи од 15 земји. Сите работеа со полна пареја и сите преку своето учество на првата зимска школа станаа првата генерација семинаристи што изучувањето на македонскиот јазик, литература и култура го оствари на далечина онлайн, но во зимски услови, тоест на крајот од првиот и почетокот на вториот месец од оваа 2021 година. На 54-та летна школа, што се одржа од 15 август до 2 септември, која ете по пауза од една година, повторно беше на своето старо добро место во Охрид, културно-историското светилиште на духот и традицијата на македонистиката, со настави предавања во живо и со почитување на пропишаните протоколи во време на пандемија заради COVID-19, учествуваат 40 на нови и стари, непознати и помалку или повеќе познати семинаристи, повторно од 15 земји во светот. Така, на двете школи зедо учество семинаристи од овие 18 земји, како што се Малезија, Велика Британија, САД, Канада, Италија, Швајцарија, Босна и Херцеговина, Грција, како и од оние земји од кои редовно имаме учесници, тоа се Руската Федерација, Белорусија, Словенија, Хрватска, Турција, Унгарија, Полска, Словачка, Чешка и Србија. Околу 20 на семинаристи вклучени во работата на курсевите за напредно ниво на лекторските часови по македонска литература и по преведување работеа на исчитување, коментирање и преведување на дел од творештвото на Коневски. Од таа интензивна работа на странските македонисти со своите лекторки излегоа исклучително значајни преводи, што се поместени во овој зборник Коневски на 11 јазици. И така, само по неколку месеци од првото издание, еве се радуваме, но и се гордееме со второто дополнето издание на зборникот Коневски на 11 јазици, во кој влегува и првите преводи на дел од култната книга Разговори со Коневски, и тоа на руски, српски и словенечки. Радува и фактот што во зборникот се објавени текстови со сеќавање за Коневски од странските македонисти, академик Сузана Тополинска, академик Иван Доровски, кој во меѓувреме не напушти, академик Виктор Фридман и академик Горан Калодјер. А преводот е една од инстанциите преку која се остварува интерлитерарниот комуникацијски чин на македонската со другите литератури и прв знак за излегување од полуанонимноста и од тесните национални рамки. Зашто само преку рамноправно соочување со другото, туѓото, универзалното, ќе може адекватно да се вреднува и своето, домашното, националното, ќе се утврдат сличностите, но и разликите, а со тоа и самосвојноста, уникатноста и оригиналноста на македонската литература. Во тој контекст и зборник
изборникот Конески на 11 јазици една убава можност, самосвојноста, уникатноста и оригиналноста на македонската литература да се доживее, но и да се утврди преку преводите и тоа на руски, полски, чешки, словенички, хрватски, српски, бугарски, италијански, шпански, турски и грчки, направени од семинаристи од напреднатите курсеви на првата зимска школа и на 54-та летна школа. Посакувам и овој зборник да има убава и естетска и критичка рецепција и да потикне уште нови други вакви изданија, исто онака како што тоа го има претходниот, па дури и да го надмине. Ви благодарам на вниманието. Ви благодарам и вам за поздравната реч, а и за поддршката што ни ја давате. А во продолжение следува промоцијата на зборникот од страна на професор доктор Намита Субиото, професор по македонски јазик и македонска книжевност на Филозофскиот факултет во Љубљана. Повелете. Почитувана министерка за култура, почитуван ректоре на УКИМ, почитувани бивши и сегашни директори на Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура, почитувани драги колешки и колеги, ми представува чест, радост и возбуда што можам да го промовирам второто дополнето издание на зборникот Конески на 11 јазици, што содржи преводи од учесниците на првата зимска и 54-та летна школа на Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура и двете посветени на книжевното дело на Блаже Конески. Зборникот го воведува извештајот за реализацијата на 54-та летна школа, се фокусира на преведувачката работа на курсот за напреднати преведувачи и литерати, водени од Роза Тасевска и Весна Мојсова Чепишевска. И продолжува со импозантните резултати, преводите од воведните поглавја на книгата Разговори со Конески. Во оваа исклучително интересна книга, Блаже Конески разговара со Цане Андреевски, а преку него разговара и со љубопитните читатели, кои сакаме да дзирнеме во неговиот мистериозен внатрешен свет. Разговорот на Блаже и Цане одекнуваше и се уште одекнува низ времето, а од сега и низ просторот, бидејќи навлегува во други јазични средини, токму преку посветена работа на ентузијастични и сериозни преведувачи на српски, руски и словенички, со енергична и стручна поддршка на менторките Весна Мојсова Чепишевска и Роза Тасевска. Преостанатиот дел од зборникот представува второ издание, а ги опфаќа преводите на песни, на кратки прозни текстови на Конески, остварени на првата зимска школа и тоа дури на 11 јазици, така што можеме да го наречеме и мини повеќејазична антологија од творештвото на Конески. Зборникот завршува со лични сеќавања за Конески од реномирани светски македонисти, академиците Зузана Тополинска, Иван Доровски, Виктор Фридман и Горан Калогера. Тоа се бесценети прилози со историска вредност, а во сите се истакнува величието на Конески. Најголемиот дел од зборникот Конески на 11 јазици, значи, представуваат преводите на внимателно одбрани текстови. Со овој зборник читанка се укажува или потсетува на делото на Конески во 11 земји надвор од Македонија, но и во неа. Читателите можат да се потсетат или да се запознаат со неколку антологиски, како и со некои помалку познати песни и кратки прозни записи од Конески, а преку разговорите со него можат да си го замислат и во живо, во диалошки формат, како фокусиран, јасен, прецизен, но и опуштен и духовит собеседник. Предпоставувам дека освен мене и другите преведувачи, учесници на двете школи, сфаќаат колку многу научиле за само неколку недели
и дека се радуваат што нивните преводи доживеале објавување. И верувам дека со тоа ќе бидат уште помотивирани за понатамошна работа. Имено токму преведувачката активност на првата зимска школа и мене ме поттикна да ја одбележиме 100 годишнината на Конески во Словенија. И сега со радост можам со вас да ја споделам оваа вест. Македонско културно друштво Македонија од Љубљана во соработка со нашата катедра за македонски јазик и книжевност на Филозофскиот факултет при Универзитетот во Љубљана вчера ја промовира публикацијата објавена по повод 100 години од раѓањето на Конески. Двојазичен, илустриран поетски циклус на Конески Марко Кралевич Марко. Изданието вклучува и 4 есеи за циклусот, напишани од мои студенти по јужнословенски студии, меѓу кои се и учесници на овогодишната зимска и летна школа Маја Ковач и Сашо Пулјаревич, преведувачи од двете изданија на зборникот Конески на 11 јазици. Уште еднаш се покажа дека меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура не е само исклучително важна институција за промоција на македонскиот јазик, литература и култура во светот, туку и непресушен вруток на свежи и добри идеи, од кои се напојуваме и во странски македонистички центри. Ви честитам за реализацијата на второто издание на Конески на 11 јазици и ви посакувам уште многу добри идеи, како и можности за нивната реализација. Ви благодарам за промотивната реч и ви честитам на изданието. Ви посакувам уште многу такви изданија на Филозофскиот факултет во Љубљана. А промоцијата на денешниот зборник Конески на 11 јазици ќе ја збогати со свое обраќање и Роза Тасевска, лектор по македонски јазик на повеќе странски универзитети. Повелете. Микрофончето. Извинете, Роза. Да, исклучен и е микрофонот. Ќе почекаме момент 2. Кликнете на микрофонот за да може да се вклучи. Билјана или Весна, која води сесијата, обидете се вие да направите unmute. Да, се обидувам, ама не можам. Веројатно треба сама. Само кликнете на пречкртаниот микрофон. Добре се. Ворете сега, повелете. Фала Богу, нешто ми во меѓувреме некои пречки има. Така, значи, слушнавме убави зборови за зборникот во кој учествував и јас и многу сум задоволна, се разбира. Затоа јас малку назад ќе се вратам, бидејќи ова задоволство за кое ние денес зборуваме е само јаготка врз шлагот. Нели? Претходно следеше макотрпна работа на многобројните часове и на зимската и на летната школа. Нели? Часовите, интензивната работа, тие часови што ги имаме воопшто на семинарите, сега и на
на радоси на зимската школа, ако се споредат со редовна настава, тоа е повеќе од еден семестар, нели? Набиен во некакви 2 недели, нели? Интензивно се работеше, филигрански, нели? Преводот знаеме дека содржи најмалку 2-3 фази, нели? Првата фаза се знае која е, нели, да се разбере оригиналот, во нашиот случај македонскиот текст, а потоа, нели, да се најде соодветен еквивалент на јазикот на кој се преведува. Затоа јас сакам да изразам огромна благодарност на нашите слушатели и присутни и одсутни за нивната макотрпна работа. Ваквата филигранска работа не може да се прави без љубов кон ова дејност, нели? Така што јас, како што спомена кој беше професорката академик Ала Шешкен, нели, како ветеран, освен, нели, што работев во 6 центри по Европа, и со така на 40 години работев на летната и последно време и на зимската школа. Значи не ова, но можам да посоветувам за понатаму, нели? Јас веќе зборував со директорката Весна Мојсова дека се надевам во иднина да се продолжи со разговори со Блаже Конески, но и понатаму јас, бидејќи имав среќа да го запознавам Блаже Конески лично, освен како професор, имам неколку книгички и сепарати подарок, па една книгичка за која многу малку се знае, вие ќе кажете дали знаете, да речеме тој кон крајот на својот живот издава една книгичка македонска, односно почнува да се занимава со ономастика, нели? Македонски имиња и места, за која многу малку се зборувало досега, не знам дали сте чуле, но тоа не е типична книга на имиња на места, имиња на луѓе, односно топонимија, антропонимија. Тоа се прекрасни есеи, раскази, многу пријатни за читање и податливи за превод. Ете, тоа би било за иднината, нели, на преведувачката и литературната секција. Уште еднаш благодарам на сите учесници, лектори и се разбира, посебно сакам за зимската летна школа, бидејќи нели и зимска и летна се. Зимската школа, да им се заблагодарам на Елена Ѓорѓовска и Јован Ковачевски, кои беа наши, нели, на Весна, Елена и Јован, мој помошник, како технички, така и стручно. И благодарам на сите. Ви благодариме. Да, ви благодариме за вашиот говор и со вас го заокружуваме официјалниот дел на промоцијата на зборникот Конески на 11 јазици и преминуваме на делот каде што ќе слушнеме како звучи Конески на 11 јазици. Благодарност до семинаристите што ги преведовте творбите на Конески на своите јазици и што така го приближувате Конески до читателите во своите земји. Благодарност и што сте денес присутни со нас и што овозможувате да го слушнеме Конески и на други јазици. Почнуваме со Елена Атанасију, убавите жени во превод на шпански јазик. Инаку Елена Атанасију е професорка на Универзитетот во Рено и прва ќе го започне овој дел. Повелете. Благодарам. Las mujeres hermosas. Las mujeres hermosas de mi pueblo, ellas marchitaban rápidamente, como la flor del albaricoquero, como la lila de mayo. Oh, injusticia. Ellas les pertenecían a hombres no elegidos. Su pelo enredado en trenzas durante el día, por la noche suelto en el pecho y las caderas. Sus pasos de codorniz pronto fueron parados por un delantal. Su juventud pasaba como el olor del tilo que se lleva el viento. Pronto estaban sentadas en la puerta, con la cabeza inclinada y las rodillas protuberantes, con exhalación imperceptible. Las mujeres hermosas, las mujeres infelices, ellas marchitaban rápidamente, como la flor
del albaricoquero como la lila de mayo. Gracias. Hvala. Ви благодарам. Продолжуваме со Дете заспано крај езеро, во превод на полски јазик од Зофија Дембовска, која ни доаѓа од Полска и се занимава со превод. Повелете. Zdrowo, благодарам. Dziecię śpiące nad jeziorem, Dete zaspano kraj ezero. Ty śpisz, maleństwo, a jezioro się zamyśliło. Jezioro szykuje twój los. Ty śpisz, a ono z niewyczuwalnym pluskiem wstępuje w twoją duszę. Jak zatoczka z białymi kamyczkami, w której widać każdy kamyk. Ty śpisz, ale i najdrobniejsze jego falowanie, jak nić przewodnia prowadzi do tych głośnych fal, które gdy raz się narodzą, zapłaczą i poniosą cię. Śpij sobie, dzieciątko. Jezioro tworzy twoją duszę i myśli o twoich przyszłych uniesieniach. Благодарам. Ви благодариме и поздрав и до нашиот обожавател. До... Баш се разбуди сега. Ви благодарам. Следно имаме превод на италијански јазик. Преводот на Успивање на болно дете го направи Живкица Станковски-Недановска, инаку културен посредник со македонските деца кои го изучуваат италијанскиот јазик во Равена, и стиховите нејзини ќе ги прочита студентката Марина Рајковска-Богоевска, која што студира на италијанистика на филолошкиот факултет во Скопје. Повелете. Благодаря. Ninna Nanna, chi ti abbraccerà con le manine tue, i capelli dorati e tutta la notte ti accarezzerà? Chi la canzone d'argento nel sonno ti canterà? Fuori fischia il vento, la luna brilla. Fuori le foglie stormiscono, lo sciame stellato fugge. Io ti amo tanto, sei mio, mio sei adesso. Fuori la rugiada cade e lo spirito dorme. Dormi, dormi, che dorato sia il tuo sonno. Vi благодарам. Ви благодариме. Познатата преведувачка Марија Думпа ќе прочита грчкиот превод на Разминување од Конески. Повелете. Здраво на сите. Мило ми е што се сретнуваме јако не во живо на Zoom. Благодарам и стрекна сум што сум дел од ова промоција. Αποχωρισμός. Αυτό το κρύο δεκεμβριάτικο βράδυ του 1945, κάτω από το χλωμό φως της γωνίας των δρόμων Τεράζια και Μπάλκανσκα στο Βελιγράδι, εμφανίστηκε η φιγούρα ενός νέου, αδύνατου ανθρώπου, που κατευθυνόταν προς τη στάση. Αυτός φορούσε ρούχα και παπούτσια κατάλληλα για τέτοιο κρύο. Φαρμένη υφασμάτινη καπαρντίνα και κοντά παπούτσια. Ήδη ένιωθε κρύες βελονίτσες στιγμές στο σώμα του. Στο δεξί χέρι κρατούσε το βαλιτσάκι χειρός του και στο αριστερό, κάτω από τη μασχάλη, ένα δέμα με βιβλία. Είχε έρθει σήμερα για δουλειά της υπηρεσίας και αυτά τα βιβλία του τα έδωσαν ως χρήσιμα και απαραίτητα για να τα μεταφέρει στα Σκόπια. Μεγάλο μέρος του δέματος έπιανε ένα άδετο αντίτυπο της λογικής του Χέγκελ. Αυτός κατευθύνθηκε προς την Μπάλκανσκα, πατώντας προσεκτικά στο παγωμένο πεζοδρόμιο. Μετά από λίγο, θυμήθηκε τα ελαφριά βήματα που τον πρόφθαιναν. Από το μισοσκόταδο εμφανίστηκε μια πολύ νέα κοπέλα, πιθανώς μαθήτρια λυκείου, ντυμένη κι αυτή σαν τον ίδιο, όχι επαρκώς για το κρύο και σεμνά. «Καλησπέρα. Εσείς σίγουρα πηγαίνετε στη στάση». «Ναι. Δώστε να σας βοηθήσω». «Όχι, όχι», είπε εκείνος. «Γιατί να κουράζεστε. Μπορώ μόνος». «Επιτρέψτε μου, παρακαλώ. Έτσι κι αλλιώς είναι στο δρόμο». Της έδωσε το δέμα και ήδη είχαν προχωρήσει πλάι-πλάι.
Του ήταν ευχάριστη η παρουσία της στη δεξιά του πλευρά. Ωστόσο, η συνομιλία έμεινε εντελώς φιδωλή. Προς τα πού μένετε? Στο Σένιακ. Έχει πολύ να περπατήσετε σε αυτό το κρύο. Τίποτε. Είμαι ανθεκτική εγώ. Βγήκαν πια στην πλατεία πριν τη στάση. Αυτός σκέφτηκε ότι θα ήταν καλό να την κρατήσει λιγάκι. Να τη ρωτήσει για τα πιο συνηθισμένα πράγματα. Να τη ρωτήσει το όνομά της. Ίσως δεν είναι κακό να ανταλλάξουν τις διευθύνσεις τους. Ίσως θα αρχίσουν να αλληλογραφούν. Όμως απότομα απαρνήθηκε αυτή τη σκέψη. Ευχαρίστησε την κοπέλα, της έδωσε το χέρι του και ο καθένας τράβηξε το δρόμο του. Πέρασαν χρόνια και έφεραν πικρή γεύση. Αυτός ο άνθρωπος ήδη προπολού δεν είναι νέος. Τα μαλλιά του έχουν ασπρίσει. Και παράξενο, αυτό το μικρό τυχαίο συμβάν τώρα όλο και συχνότερα του εμφανίζεται στη μνήμη του, μολονότι πέρασε τόσος καιρός από αυτό. Χαμένη είναι οξύτητα των περιγραμμάτων. Ξεχασμένα τα λόγια και η φωνή. Αλλά γι' αυτό είναι όλο και πιο έντονο σε αυτόν το συναίσθημα ότι στη δεξιά του πλευρά περπατά και σαν να τον αγγίζει ένα αγαπημένο πλάσμα. Υπάρχει αγάπη στη ζωή, λέει στον εαυτό του. Υπάρχει ομόνοια, από την οποία η ζωή γίνεται απλή και χωρίς περιπλοκές, αλλά γεμάτη με περιεχόμενο. Υπάρχει τέτοια αγάπη που θέλει να μας βοηθήσει και όταν χρειάζεται να είναι προετοιμασμένη να πάρει πάνω της μερίδιο από τη δική μας στενοχώρια. Αυτή κάνει τη νιώτη να είναι όμορφη και έτοιμη να πετάξει και τα κεράματα να έρχονται σαν ήρεμη ορίμανση. Υπάρχει τέτοια αγάπη. Ποιος λέει ότι δεν υπάρχει? Ο άνθρωπος μόνο πρέπει να την βρει και να την κρατήσει, αν τη βρήκε. Και τι έκανε αυτός? Αυτός την αναγνώρισε όταν ήδη ήταν αργά. Αυτός την προσπέρασε. Αυτός την αγνόησε. Αυτός την έχασε αμετάκλητα σε εκείνο το μακρινό δεκεμβριάτικο βράδυ. Μετάνιωμα δυνατό, που τρυπούσε σαν με κρύες βελόνες όλη του τη ψυχή, επειδή συνειδητοποίησε ότι αυτός μόνος του την πρόδωσε την ουσία της ζωής του. Πιθανόν αυτό να είναι συνηθισμένη του αυταπάτη. Ви благодарам за вниманието. Ви благодариме и вам. А на словенички, односно болен дојчин на словенички, ќе ни ја прочита професорката по македонски јазик и македонска книжевност на Филозофскиот факултет во Љубљана, Намита Субиото. Повелете. Bolni dojčin. Ko sem prekipeval od moči, ki navira kot kalna rečna glava, ko sem začutil, da sem sposoben podviga, da me čaka slava, ko se je moj glas okrepil za najglobljo besedo, roka za najtežji meč, noga za najzvestejši hod, tedaj sem se zlomil. Padel sem kot češnja, ki jo podre preobilan plod. Neka porogljiva senca je odkrila mojo sled. Kot kača v grobno nišo je zlezla v mojo zavest. Smeh mi je uročila, žalost počrnila, da se oziram pazljivo, da tuhtam in tehtam. Tedaj sem začutil, da sem drobcen in smešen in šibak. Skopnelo je telo, klonile so roke, padel je meč, padel sem v znak. Že 9. leto zdaj boleham, že 9. posteljo zdaj gulim. Svojih sklepov več ne čutim. Raztrošen sem po trdi ledini, na pekoči poldanski pripeki, razkosan do zadnje kosti, med kostmi je pognala trava, v tej travi se kače kotijo. Po mrzlem grobu duša koprni.
a konca brez podviga mojega ni. O neznana žena, edina na vsem svetu, sestra in mati moja, ti, ki si veliko pretrpela, ki bolečina ti je parala srce. Pridi, sestra zlata, poberi moje trohneče kosti, ne zgrozi se, sestavi me, povij me s 300 lakti platna, potolaži me, postavi me po konci, nauči me spet hoditi, mati, daj mi v roke meč, da ubijem črnega rabca, da umrjem. Ви благодариме. На словенички ќе ја слушнеме и Магнолија во превод на професорката по хрватски, српски и македонски јазик и преведувачка Сонја Должан. Повелете. Благодарам. Магнолија. На спреходу по населju видим да со се магнолije по некатерих дворишćih разкошно разцветеле. Tudi na mojem dvorišču je magnolija, vendar vedno lepično cveti. Mesto ji ne ustreza. Severna stran je in kakor da bi jo zakrivala lipa. To pomlad sta na moji magnoliji samo 2 cveta na 2 sosednjih vejicah. Eden je malo više in se je bolj odprl. Drugi pa, kakor da bi se dotikal njegove rame in se malo naslanjal. Kakor da bi hotel tja spustiti glavico. Vendar se še zadržuje. To ni dovolj. Predvidevam, kaj vse se bo zgodilo. Sveta se bosta takole gledala in si nekaj neslišno šepetala še 2-3 dni. Ne bosta odpadla skupaj. Eden bo ostal še nekaj časa sam, kakor da bi bil malo začuden. Potem pa bo vetrc odpihnil tudi njegove lističe. Samo jaz se bom spominjal, kaj se je tukaj zgodilo in za druge ni pustilo niti sledu. Vi благодарам. Ви благодарам. Магнолија ќе ја слушнеме и на бугарски јазик во превод на професорката Валентина Седевчева од Великотрновскиот универзитет и сегашен лектор по бугарски јазик на Филозофскиот факултет во Ниш. Повелете. Благодарам. Почитувани колеги, за мен е голема радост и задоволство да учествувам во таа убава промоција, која што представува една книга посветена не само на Блаже Конески, туку и на самиот превод, како творечки чин. И еве сега и Магнолија на бугарски јазик. Докато се разхождах из квартала, забелязах, че в някои дворове магнолиите вече цъфтят с разкошни цветове. И в моя двор има магнолия, но тя винаги цъфти оскъдно. Не е на правилното място. От северната страна е, а и липата я захлупва. Тази пролет на моята магнолия се появиха само 2 цвята на 2 съседни клонки. Единият е малко по-високо и повече се отвори. Другият сякаш му стига до рамото и леко се привежда. Иска да склони глава на него. Но се въздържа. Това не е позволено. Ясно ми е какво ще се случи. Цветовете ще се гледат така и ще си шепнат безшумно още 2-3 дена. Няма да окапят заедно. Единият ще остане още известно време сам, ще стои като учуден, а после вятърът ще отвее и неговите листенца. И само аз ще помня какво се случи тук, без никаква следа за другите. Ви благодарам. Ви благодариме. А Магнолија ќе ја слушнеме и во превод на хрватски од Хана Врбанич, инаку моја студентка на
Универзитетот во Риека. Повелете. Dobar dan, magnolija. Šetajući kvartom primjećujem da magnolije raskošno cvjetaju u nekim dvorištima. I u mom je dvorištu magnolija, ali uvijek slabo cvjeta. Mjesto joj nije pogođeno. Sjeverna strana i kao da je prekrivena lipom. Ovog proljeća moja magnolija ima tek 2 cvijeta na 2 susjednim grančicama. Jedan stoji malo poviše i otvoren je više. Izgleda kao da mu drugi dodiruje rame i lagano se naginje, kao da tamo želi spustiti glavu, ali ipak se suzdržava. To nije dopušteno. Predviđam sve što će se dogoditi. Ovo će se cvijeće gledati ovako i šaputat će si nešto nečujno još 2 do 3 dana. Međusobno neće se preklapati. Jedan će neko vrijeme ostati sam, kao začuđen, a potom će vjetar otpuhnuti i njegove latice. Samo ja ću pamtiti što se ovdje dogodilo i što za druge traga nije ostavilo. Blagodaram. Ви благодарам, Хана. Продолжуваме со Кристина Дувкова, од неодамна и доктор на науки. Кристина ќе ни ја прочита стебло на чешки јазик во нејзин превод на чешки јазик. Инаку таа предава македонистика на Педагошкиот факултет при Универзитетот во Храдец Кралове и на Филозофскиот факултет во Брно. Повелете, Кристина. Благодарам. Kmen. Spadané listy povolávají ty, které se ještě vystrašené nejistotou pádu třepotají na stromě. Pojďte dolů, k nám, umřeme spolu. Prchněte vichrům do podzemního ticha. Nechť nahá stane ta strouchnivělá kostra, nechť lomí v prostoru tmavýma rukama, nechť její tělo je nádobou podzimní dešťové vodě. Těsně ho obejmeme, aby nemohl překročit kruh svých zlatožlutých vzpomínek. Ви благодариме, Кристина. А сега ќе слушнеме како звучи конески на турски. Самет Јеркој ќе ни ја прочита Пеперуга на турски, односно во превод на турски јазик. Повелете, Самет. Здраво до сите од Истанбул, исто така гор сум што сум со вас со оваков проект. Блаже Koneski, Peperuga, kelebek. Küçük kız, anneciğim kapının önünde bir kelebek yakaladım. Ne kadar güzel ve beyaz olduğuna bir bak. Çiçeklerin üzerinde durmuyordu, yerde böyle bir tarafta yatıyordu. Ses çıkarmayayım diye nalınlarımı çıkardım, beni duymasın diye yavaş yavaş gittim ve onu 2 parmağımla sıktım. Ama parkta yakaladıklarında kelebeklerin kanat çırptığı gibi çıkmadı kanatlarını bu kelebek. Sakindi. Anneciğim, onu öldürdüğüm için bana kızmayacaksın değil mi? Anne, hayır oğlum, sen onu canlandırdın. Благодарам. Благодариме, Самет. Се надевам дека ќе продолжите со оваа дејност и дека ќе ни изненадите уште со некој препев од конески. А сега продолжуваме со оној дополнет дел од зборникот, односно со разговорите со конески. Ѓорге Геновик, докторант на Белградскиот универзитет, ќе ни прочита дел од тие разговори кои што ги преведе на српски јазик. Повелете, Ѓорге. Благодарам. Potom je naravno moj otac otišao u Prilep da kupi i kuću jednog dana, verovatno negde krajem avgusta. Pamtim jer je bilo pred početak školske godine, pošli smo za Prilep. Ja pre toga nikad nisam video grad. Pošli smo negde popodne dok je malo popustila vrućina. Ono što smo imali, stvari naše, sve to natovareno na neka seoska kola. Sa konjima, ne sa konjima. Prije bih rekao sa volovima. I ona drvena, obična kola. Možda su bila 2 kola, možda 4, ne znam. Jedan omanji karavan, jel? Na jednim od kola je bio prekrivač, sve do gore, pa su za nas, decu, napravili nešto poput ležaja. 3 dece, ja i 2 sestre. I mi, pošto je polako padao mrak, tamo legnemo i zaspimo, gore, na kolima.
A kola su išla, polako se kretala prema Prilepu. U jednom trenutku ja se probudim. Osjetim da se nešto dogodilo. Potpuno se razbudim. Gledam ljude, kola stoje, ljudi nešto čavrljaju, nešto se bave oko kola. Međutim, to je utisak od kasnije. A prvi utisak bio je ovo. Iznenadno buđenje i ogromno zvezdano nebo. Jedno neverovatno iznenađenje. Neočekivan susret sa tim silnim grozdovima zvezda. To ni dan danas ne mogu da zaboravim. Nikad nakon toga nebo nije ostavilo takav utisak na mene. Благодарам. Благодариме, Ѓорѓе. А овој дел со препевите, односно преводот на творбите од Конески, ќе го заокружиме со разговорите со Конески на руски јазик во превод на академик Ала Шешкен. Повелете. Професорке Шешкен, само микрофонот. Да, благодарю, извините. Момент, да, повтором. Во-первых, я должен сказать, что я родился на святого Николу. И это я говорю не случайно. Он святой покровитель нашей семьи. Гости были в церкви, а когда вернулись, я уже родился. И тогда началось веселье. Наш дом был открытым, и всегда было много гостей. Наша семья достаточно известна в том крае. У меня всегда был, так сказать, свой репертуар для гостей. Я уже этого репертуара всего не помню, но мне после рассказывали, что одним из номеров было то, что я приглашал курачки на свадьбу. Как придут гости, я их приглашаю. Был некий Курочка в деревне, пожалуйста, приходите, Курочки, на свадьбу. Это был мой номер. Мы тоже ходили в гости. У моего отца была двуколка, и он приделал сзади ящик. Нас было 3 детей, я и 2 сестры, и 2 умерли. Братик и сестра младше меня, отец и мать впереди на двуколке, а мы сзади в сундучке. И едем из Небрегова в Мажунище, чаще всего туда. Это село моей матери. Вообще помню свадьбы сельские. На одной из них я впервые почувствовал действие алкоголя. На этой свадьбе мне дали выпить, и потом я прочувствовал это странное состояние. И благодарам още еднъж да ви поздравам. Да имам можност да ви поздравам. Ви благодариме и вам и ви благодариме на сите учесници. Навистина уживавме во преводите и во препевите на текстовите од Конески и се надевам дека ова е само почеток на вашата преведувачка дејност. Сигурна сум дека ќе му оддаваме почит на Конески и понатаму, не само во оваа негова 2021 година, зашто тој заслужува многу повеќе. Достојно му се одолживме со сите настани и со сите манифестации оваа година и со оваа нашава и верувам дека и во иднина ќе продолжат истражувањата на неговото импозантно дело. Ви благодарам, ви посакувам секое добро и ви посакувам и среќни новогодишни и божикни празници. Довидување.